Во Словенија регистрирани се 4 нови случаи на лица заразени со коронавирусот, а епидемиолозите предупредуваат дека тоа е директна последица од отварањето на границите. Денешните податоци на Националниот институт за јавно здравје покажуваат дека има 4 новозаразени лица, што е повеќе за еден во споредба со вчерашниот ден. Шефицата на Советот COVID-19 при Министерството за здравство Бојана Бејовик предупреди дека повторниот пораст на инфекциите со коронавирусот е поради начинот на кој се отворија граничните премини. Заострените мерки за границите треба уште да бидат во сила. Начинот на кој сега се отворија граничните премини е причина за ширење на вирусот. Овие последни случаи мораат да резултираат со повеќе десетици новозаразени со вирусот. Надлежните апелираат дека доколку не се придржуваат до строгите протоколи, сигурно ќе има повторно воведување на рестриктивни мерки со цел зачувување на јавното здравје. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека САД нема да ја затворат повторно економијата, затоа што неколку сојузни држави соопштија за зголемување на бројот на новозаразени со коронавирусот. Нема да ја затвориме земјата повторно, нема да мораме да го сториме тоа, рече Трамп. Коментарите на Трамп доаѓаат откако економскиот советник во Белата куќа, Лери Кудлоу и секретарот за финансии Стивен Мnuchin изјавија дека САД не може повторно да ја затворат економијата. Анализата покажа дека бројот на заразени со коронавирусот се зголемил во најмалку 14 американски држави. Водечкиот американски експерт за заразни болести Ентони Фаучи предупреди дека САД продолжуваат да се соочуваат со првиот бран на коронавирусот, истакнувајќи дека е загрижен поради појавата на нови жаришта во земјата. Повеќе од 50% од руските граѓани заразени со коронавирусот не покажуваат никакви симптоми, изјави Ана Попова, раководител на Руската федерална служба за мониторинг на правата на потрошувачите и благосостојба на човекот. Доколку зборуваме за симптоматски, понекогаш и до 60% се такви, но во целина статистиката зборува за 50% од откриените заразени, кажа Попова и додаде дека ова е многу добар показател за земјава, бидејќи тоа значи активно откривање на случаите.